СДС продолжува со лицемерната политика, која најдобро е опишана во народната поговорка "Не ме гледај што правам, слушај ме што зборувам". Зоран Заев и СДС најавуваа департизација и деполитизација на институциите додека беа во опозиција, а сега ја претвораа државата во алатка на партијата. Оливер Спасовски, наместо да се повлече од партиските функции и професионално да ја врши функцијата министер за внатрешни работи, тој е назначен за подпредседател на партијата. Граѓаните помнат дека во текот на претходните изборни циклуси СДС го проблематизираше тоа што Гордана Јанкуловска во исто време била и министер за внатрешни работи, и партиски функционер, и носител на листа во изборна единица, бидејќи не се знаело што е партија, а што е држава. Сега граѓаните го гледат лицемерието на дело, односно како неговиот довчерашен генерален секретар станува подпредседател на партијата, додека во исто време е министер во МВР. Двојните стандарди и лицемерието на Заев се бесконечни. Оливер Спасовски е назначен за подпредседател на СДС, бидејќи треба да ги реализира партиските чистки во МВР и треба да ги елиминира сите професионалци кои изминатиот период работат на случаи против наркодилерите и криминалците блиски до Заев и раководството на СДС. Ова е само продолжение на обидите на СДС, целосно да ги стават под партиска контрола органите на прогон. Првиот чекор беа заканите кон судиите со неуставен реизбор, а вториот иницијативата која ја поткрена Зоран Заев за смена на републичкиот јавен обвинител, кој го гони за случајот подкуп. ВМРО ДПМН ги повикува професионалците во МВР, обвинителството и судот да не подклекнуваат на политичките притисоци од страна на СДС. Тие се должни и одговорни пред граѓаните да постапуваат исклучиво според уставот и законите, а не според партиските наредби на подпредседателот на СДС или кој било друг партиски функционер.